Почитувани сограѓани, почитувани представници на медиумите. Вчерашната пресконференција на председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Струмица, Александар Донев, наликуваше на изјава на капитен на спортски клуб кој побегнал од закажан надпревар, а потоа го коментира противникот кој го добил надпреварот со резултат 3:0 службено. Останува нејасно чии интереси брани Донев, кога пред јавноста презентира паушални ставови. Дали ги застапува интересите на реформаторите на ВМРО ДПМН или на продолжувачите на криминалната политика на оваа партија. Наместо да се застрми од делувањето на својата партија, која од осамостувањето на Македонија до денес е најголемиот штетник за татковината и најголемиот кочничар на прогресот на државата. Донев се обидува да ја замајува струмичката јавност, избегнувајќи ги одговорите на клучните прашања, а тоа се: кој ја плячкушуваше државата цели 11 години и ги доведе граѓаните во милост и немилост? Кој кукавички се договараше за промена на името, а на митинзите за своји лични потреби извикуваше: името не го даваме? Зошто за 11 години ВМРО ДПМН не ги прекина преговорите со Република Грција, ако истите неминовно значат правене компромис? Зошто постојано повиква на референдум, а кога дојде време за него го бойкотираа, вршија притисоци и закани, правејќи се дека не се од тука? Зошто ги иселија младите од државата, а сега неколкуте стотини илјади иселени си ги припишуваа на своето конто како божевни бойкотирачи? Зошто ја лажат јавноста дека се за Европска унија и НАТО, ама не се за договор со Грција, кога им е совршно јасно дека едно без друго не е можно? Наместо Александар Донев, како млад човек, да биде свртен кон иднината, тој по примерот на криминалците од ВМРО ДПМН е заробеник на минатото. Лага е дека Зоран Заев ја нема поддршката во Струмица. Како и на минатите изборни циклуси, така и на референдумот кој ще се одржа оваа недела, граѓаните му ја дадаа својата поддршка. Околу 18.000 гласачи гласа за Европска Македонија. И за крај, сакам да му порачам на ВМРО ДПМН: знаеме дека премиерот Зоран Заев беше и устанува ваш ноќен кошмар, но тој е единствениот политичар на кој што народот му верува дека Република Македонија ќе ја внесе во Европската унија и во НАТО.